coach Raul Gonzalez. Размислувале ли некогаш каде ќе бевте сега доколку не добиевте покана од Самсоненко? Не знам, зашто јас секогаш бев помошни тренер и кога ми се јави тука јас не верував, зашто никогаш бев тренер и не можам да замислам каде можам да видам, зашто целосимо бев сум тука и многу сакам да видам тука се Вардар. Која беше вашата прва реакција кога слушнавте дека ве бараат од Вардар? Да, Таран Бишевање ми се јави ми објасни како беше ситуацијата тука и праша дека ако сакам да дојдам тука и за мене беше многу добра шанса, зашто немав ништо. Тогаш јас знав дека треба да прифатам и јас сум многу задоволен да бидам тука. Колку влијаеше Талант Душебаев на прифаќањето на вашата понуда да дојдете во Скопје? Да, јас не знам ништо и зашто не знам како живее тука во Скопје, како беше клубот, ама он ме објасни се, ми кажа дека треба да искористам шанса и јас направив што Талант ми кажа што после кога стигнав тука, видав дека Македонија многу добра држава и тука ракомет е се. Сите сакат, многу сакат ракомет и за мене беше најдобрата одлука. Да се вратиме малку назад на првиот надпревар со Хамбург. Дали тога се работеше за добра тактика или среќа? Со Хамбург? За мене пред надпревар ние се играме беше против Песпре, зашто ама беше пријателско надпревар, ама кога стигнав тука никогаш не знаеш токму како ќе биде се. Тогаш кога се играме против Песпре, пред надпревар, пријателско надпревар, во Кали, ние победиме 3 разлика и јас се чуди многу. Ама тогаш разбирав дека имаме шанса да работиме, ако ние работиме добро, имаме шанса да победиме против сите. После, 3 месеци уште, ние се играме против Хамбург, Хамбург беше европско шампион, и ние се играме во Јани Сантански, имаме нерешено и сите мислат дека немаме шанса да победиме таму. И таму, јас мислам, постигнавме најголем успех, што победиме 3 разлика против шампион и за мене беше, јас бев многу среќен да видам таму со играчи, што треба да разбираме дека играчите секогаш се протагонисти. Каква беше тогаш атмосферата во клубот? Дали очекувавте дека за неколку години Вардар ќе успее да стигне на европскиот врв? Јас мислам дека спорт нема измена. Само треба да се фокусира со следен надпревар, треба да оди секој по секој, ама секогаш сонуваш дека некогаш можеш да победиш, ама е многу далеко. Зашто ние се играме, например, Лига на шампиони 3 години, ние се играме, јас мислам, секогаш максимално ниво, секогаш имаме шанса да играме Final Four. Прва година ние се играме против Флесбург, 1 минута до крај, и ние имаме 4 гола разлика, и 1 минута ние се играме катастрофа и немавме шанса да играме Final Four, после имаме шанса против Келсе таму, 3 минути до крај, само треба да имаме 2-3 полуконтра, и кога се играме пред лани против Песпре, иста ситуација. Сите мислат дека ова сезона имаме среќа, ама јас мислам дека немаме среќа 3 сезони пред. Тогаш јас сум многу среќен како беше се, ама јас мислам дека кога заврши се, ние знаевме дека имавме шанса да победиме, зашто никогаш не мислевме дека можеме да победиме. Само сакаме да се фокусираме следен надпревар и се започна кога изиграме сега Лига Final Four, што таму имаме победа против Песпре, со многу разлика, мислам, после против Флесбург, се фокусираме кон Флесбург
и си играме таму, јас мислам многу подобро тука, имаме секогаш 7-8 гола разлика, тука и си играме многу добар, поминавме и си играме Final Four, ама никогаш не се зборуваме околу 150 луѓе ако играме финал, само се фокусираме околу Барселона. На почеток, мислам, не си играме добар, бевме многу напнати, направивме многу грешки, ние се справаме многу ова напревар и не си играме како ние сакавме, ама до крај второ полувреме мислам дека ние си играме многу подобро, бевме помирни и до крај имаме победа и ние бевме многу задоволни. А зошто се одлучивте за Девис како помошник? Добро, со што јас мислам дека кога ти сакаш да имаш помошник тренер, помошник тренер треба помага. И јас мислам дека ако донесеш некој дека не знае како функционира систем, како треба да работи, како јас мислам, не слушам исто. Тогаш Давид Девис играше со мене 8 години, мислам, после кога јас бев помошник тренер со Таланто се бе во Реал, во Атлетико Мадрид, секогаш беше со мене, тогаш се знаеше се и јас мислам дека помошник тренер треба помага. Тогаш јас мислам дека најдобрата лука за мене беше Давид Девис и кога му се јави, тој сакаше да дојде и јас сум многу задоволен да видам тука со мене. А постои ли некој тренер од кој што црпите инспирација? Јас мислам дека тренерите сите се добри, само треба да знаеш што е добро, што можеш да научиш многу од сите. Ме сам мисли дека ова тренер ти не се допаѓа. Добро, ама знаеш што ти не се допаѓа и тогаш сега знаеш што не треба да правиш. Тогаш јас мислам дека секогаш треба да научиш од сите. Сите тренери знаат нешто дека ти не знаеш и секогаш треба да видиш лабата треба да биде горена. И јас мислам дека, например, се Вајет, многу добар тренер, Карлос Пастор, многу добар тренер, Жота Гонзалес, многу добар тренер и после другите има, секогаш треба да научиш. Кој надпревар ќе го памтите за секогаш? Финал за мене, ние победиме против Париз, последната минута кога Чупич даде гол, беше супер, јас не верувам. Ја споменавте последната минута. Дали го вежбавте последниот напад против ПСЖ? Се зборува многу како се беше напредот против Барселона, против Париз, вие трениравте така, ама погледнете ние знаеме како треба да играме, немаме многу тешко да вежбаме. Ама сите кога играме последните 10 секунди на полувреме или второ полувреме, сите знаат како треба да игра. Нема нешто конкретно, ама се знае, сите знаат како треба да се игра. Малкумина го очекува успехот кој што го постигнавте. Што е она што најмногу ќе ви остави впечаток од Келн, а што е тоа што ќе ви остави најмногу впечаток од дочекот тука во Скопје? Кој момент, кога даде гол Синдрич, јас што кога играш Final Four, секогаш мислиш, треба да играме против Барселона, ако играме финал, и после мислиш кога играш финал, ако победиме, и кога даде гол Синдрич, и кога даде гол Чупич, решиме. Само 3 секунди е цел напревар. И од тука од Скопје, јас мислам дека кога ние си играме против Лесбос второ полувреме, последната минута, речи си, ама не бевме способни да играме Final Four. А од тука дочекот кој што го имавте после Final Four на плоштад? Да, плоштад, кога јас одам во Испања, јас докажам како се живее ракомет тука во Македонија, никој не верува. Само имаш многу слики, просто како беше просто со луѓе и како беа луѓето. Јас мислам дека Македонија многу сака ракомет, тука си веш како во Испања се живее фудбал.
За кратко време го совладавте македонскиот јазик. Колку ви беше тешко да го постигнете тоа? Кратко време, јас научив многу. Јас имам недрбата професорка, се вика Санја, и на почеток беше многу тешко, зашто треба да научиш, не можеш да научиш без ништо. Треба да научиш од нула и е тешко. Зашто после многу луѓе не сака да научи македонски, тогаш не можеш да зборуваш македонски со сите. Треба да зборуваш англиски, испански и е тешко. Дали ќе почнете да учите француски од септември? Никогаш не знаеш. Доколку го земеме вашиот период во Вардар, кој ракометар има постигнато најголем напредок? Од кога сте вие тука тренер? Јас не можам да кажам дека овој град беше најдобри, зашто јас секогаш мислам дека нашата екипа функционира, зашто сите играчи функционираат и понекогаш ова, и понекогаш Крило, понекогаш Пике, сите, јас многу задоволен со сите и например, јас никогаш не знам колку гола дава Каратис или Македа или Синдрич. Јас само се фокусирам кога функционира екипата или не. И нашата екипа никој не дава секогаш 8, 9, 10 гола. Секогаш 4, Столе 2, Македа 1, Каратис 3. За мене не е важно. Важно е дека екипата функционира и играчите многу сакаат да играат со Вардар и се е добро. Немања Прибак не се вклопуваше во концептот на Вардар, но сега е повикан за репрезентација. Која ќе биде неговата улога таму? Немања Прибак беше тука со мене 3 години. Јас сум многу задоволен како играше со нас и јас му се јавив, Прибак, ако може да дојде, зашто јас мислам дека може да предонесе многу, зашто има многу квалитет, знае како функционира система. И кога играш европско првенство треба да играш многу да превари. И јас мислам дека Македонија треба Прибак. И јас многу сакам да тренирам со Прибак и зборувавме и он е задоволен да дојдам. Ама после имаме 23 играчи и треба да одлучам кој ќе патува во Хрватска. За краток период станавте македонски селектор. Зошто се одлучивте да го одберете Парондо за помошник, а не Девис? Добро, зошто? Е многу лесно. Зошто? Кога јас патувам таму, некој треба да биде со другите играчи. Тогаш не може да биде Девис. И Парондо беше играч, сега е со Вардар, и јас му се јавив, и иста ситуација со Давид. Не, јас сакам да ме помогне, треба да знае како функционира система, и треба да и бев со мене многу години, 7 години во Вајалив, после беше со мене со Ciudad Real, тоа знае се и јас мислам дека помогне треба да помогна. Иста ситуација. Го наследивте Лино Червар на селекторската позиција. Кој е вашето мислење за него? Ништо, он направи неговата работа и јас ќе правам мојата работа и готово. Он е селектор, има селектор од Македонија, сега е селектор од Хрватска. Он е многу добар тренер, има искуство и тоа. Во Хрватска ќе се одмерат силите против двајца поранешни македонски селектори, Вујовиќ и Џукиќ. Дали сметате дека тоа е предност или... Ама секогаш играме меѓу нас, што секогаш има приказна посади се. Например, секогаш играш против овој играч играше за тебе, добро. Кога играш против Керсе, сите кажуваат, ќе играш против Дужебајо, да. И после против Синдрич и против, не знаеш, ама за нас е нормално. Е нормална ситуација. Македонската публика ја гледа шансата против Црна Гора. Што мислите вие за тоа? Јас мислам дека ако сакаме да успееме и не знам што е успех, треба да се фокусираме околу пред-напред. Зашто не можеш да мислиш што ќе се случи после, зашто мислиш дека играш пред-напред и после имаш 3 играчи повредени. Ама може да биде.
Тогаш јас мислам, јас сега само треба да се фокусираме околу Словенија и после ќе видиме како е нашата ситуација, за тоа ние тренираме цела недела, сите знаат како повеќе или помалку сега знаат како треба да функционира нашата одбрана, нашиот напад, после ќе имаме три недели и ќе се спремаме во напревар, што сите знаат, после имаме само еден тренинг да се спремаме след напревар, ама ние имавме работа позади. Тогаш јас само треба да се фокусираме околу Словенија, после ќе видиме. Што е недостасува на Македонија за да изненади Европа? Знам. Секој по секој, што треба да знаеме дека ако ние сакаме да успееме, треба да мислиме како екипа, не како репрезентација. Ако ние мислиме како репрезентација, немаме ништо да правиме. И последното прашање, каде го гледате Вардар на крајот на сезоната? Каде ќе биде? Не знам, ама јас сакам да видам најгоре. Ама треба, јас мислам дека треба да ја проминаме глава. Што сите сега, например, оди кога четаш, се прашува, ова сезона ќе повториме. Секај, јас мислам дека треба да се фокусираме околу играме, сме на финале и после четвртфинале. И само така ќе имаме успех. Ако сега сите мислиме дека ќе играме финале пак, јас мислам дека се збуниме. Јас преферирам да одиме цекор по цекор, сега имаме многу добра ситуација, имаме прво место, добро, треба да играме следен напревар, мора да победиме и малку по малку, што мислам дека финале е многу далеко. Многу далеко не треба да мислиме, играчите треба да саборават што се случи лани, ова сезона е нова, минатото не се случи ништо, само денес и утре. Тоа.